Добре дојдовте на вториот дел од онлайн изведбата на 29-тиот поред меѓународен детски фолклорен фестивал Оро без граници. Денес ќе имаме можност да проследиме уште 6 изведби, во кои се надеваме дека ќе уживате и ќе ви ја разведрат душата. Во текот на вториот ден ќе ги проследиме изведбите на групата Черешенка од Смоленице, Република Словачка, ревија на народни носи од Република Северна Македонија, подготвени од ансамблот Македонија, народниот ансамбл Елкелам од Атина, Република Грција, ансамбл Македонија, Република Северна Македонија, групата за фолклорен танц за деца и млади при Универзитетот Хаџи Тепе, Анкара, Република Турција и Детскиот културен центар Карпош, Скопје, Република Северна Македонија. Но пред се, овој ден ќе го започнеме на еден интересен начин. Од Република Словачка, еден голем поздрав ни упатуваат нашите драги пријатели, кои сакаат сите нас тука и насекаде ширум светот да не поздрават со нашата фестивалска химна. Ви благодариме, наши драги пријатели. Танец дети, границ нема, песен лети з наших лиц. Танец то je pravda, nema o priateľstve bez hraníc. Naše duše tanec cítia, pieseň letí z našich líc. Spievame o krásne žitia, bez sporov a hľadaníc. Oro veselo, oro bez hranicí, naraz bijeme. Složno rád se dá si družíme, oro dá se družíme. Oro veselo, oro bez hranicí, naraz bijeme. Složno rád se dá se družíme, oro dá se družíme. Slovakia, officially the Slovak Republic, is a landlocked country in Central Europe. It is bordered by Poland to the north, Ukraine to the east, Hungary to the south, Austria to the southwest, and Czech Republic to the northwest. While Smolenice is a village in the Trnava region of Slovakia, on the foothills of the Little Carpathians. It is 60 kilometers northeast of Bratislava. If you're looking to discover the unknown castle in the French-style Smolenice, Pearl of Little Carpathians is the perfect choice for you. No matter if you are a good wine freak, local gastronomy lover, or history or hiking fan, Smolenice village protects the biggest treasures for you. Contemporary local lucky ones, quality meat, Včelovina producers, produce one of the best, not only Slovak, but even world meats. Dance Club Chereshenka will present us more about the Slovak customs through a song and play. Let's see what they have prepared for us. Naše mladíčami nakázali, aj med nášho moc
Пред да продолжиме со останатите изведби на фолклорните друштва, предлагам да ја погледнеме ревијата со носии од разни региони од нашата држава. Во име на ансамблот Македонија, ревијата ја подготви Тијана Таневска. На оваа ревија ќе може да проследите 10 женски и 3 машки носии. Како од селската, така и од градската облековна култура ќе бидат прикажани носии според социјалниот статус. Скопска блатија. Женска празнична носија за невеста од 20 век. Облековни елементи: кошула, елек, саја, појас, скутина, крпче, гердани, крпа, ремен, пердув, чорапи и опинци. Скопска Црнагора. Женска празнична носија за невеста од 20 век. Облековни елементи: кошула, појас, скутина утајка, монистрен колан, долама, крпа, ремен, шикови пердуви, чорапи и папучи. Карактеристични за овој предел се шиковите, кои ги носеле верениците, како и срмената утајка, невестинска скутина, везена со лъски. Скопска Црнагора. Машка празнична носија за младоженец од 20 век. Карактеристични облековни елементи се ајтата, кошула со повеќе клинови која се шири при вртењето и џубето, изработено од бела клашна со црни гајтански апликации. На нозете се носат шарени чорапи и кондури, а главата се забрадува со фес и чалма. Мала река Мијаци. Женска празнична носија за невеста од 20 век. Изобилува со многу облековни елементи, изработени од бело памучно платно или од бела клашна, извезени со карактеристични везови со црвени гајтани. Клашеникот и појасот се најкарактеристични за овој предел. Се носеле два појаси со долги реси на краевите. Од накид се карактеристични пафтите, иглата и низалката, а на нозете се облекувале жолти чегли, изработени од жолта кожа. Женска празнична носија за девојка од 20 век. За разлика од невестинската носија, девојките, како карактеристичен облековен елемент, облекувале долама наместо клашеник. Главата ја забрадувале со плитка капа наречена фес и со бела шамија наречена дарпна. Мала река Мијаци. Машка празнична носија за младоженец од 20 век. Оваа носија се карактеризира со облековни елементи направени од бела клашна, украсени со црни гајтански апликации. Се носат бечви, долама, појас, минтан и кепе. На главата се става плитка капа. Мијаци Азот. Женска невестинска носија од 20 век. Карактеристични облековни елементи се сокајот, кој изобилува со богати везбени и монистрени апликации. Со ќулавка се прикачува на главата и преврзот кој е изработен
од црвена волна и се носи над сокајот. Овчеполе. Женска празнична носија за постара жена од 20 век. Облековни елементи: кошула од кенарно платно, елек, појас, скутина, чорапи и опинци. Како карактеристичен облековен елемент се појавува минтанот, кратка до појасна облека со долги ракави. Главата се забрадувала со каврак, а над кавракот се забрадувала шамија калаваци. Овчеполе. Машка празнична носија за младоженец од 20 век. Карактеристично за овој предел е тоа што мажите носат скутини, кои може да ги носат спуштени слободно или завратени со едниот крај во појасот. Овие скутини ги носеле со цел да ги заштитат белите платнени облековни елементи од можноста да се извалкаат. Воденско. Женска невестинска носија од 20 век. Карактеристични се широките фустани, како и горниот облековен елемент кундугун, кој од внатрешната страна бил изработен со крзна од лисица. На главата ставале фес со тепелак, а косата, плетенката, ја префрлувале преку тепелакот. Женска празнична носија за девојки од 20 век. За разлика од невестинската носија, може да се забележи дека девојките не носат појас, кундугун и забрадувањето е поеднакво, односно со каврак, накитен со китки. Ала франга. Женска градска носија од 20 век. Специфичен стил на облекување во градските средини Скопје, Битола, Охрид. Се карактеризираат со долги широки фустани, одозгора се облекува салтемарка, со долги ракави, везена со срмени апликации. За разлика од руралните средини, во градските средини забрадувањето е некогаш со каврак, но најчесто се гологлави, со обвртени плетенки преку главата. Ала турка. Женска градска носија од 20 век. Специфичен стил на облекување во градот Тетова. Овој стил на облекување е со ориентално влијание. Се облекуваат чинтијани од свилен материјал, свилена кошула, појас, чевре, срмен елек и џубе, а на главата се носи челенка изработена од златни пари. На нозете се носат налани, изработени од дрво или цревје, папучи со срмени гајтански апликации.
After this magnificent showcase of the beauties and mixture of colors our country depicts in the traditional costumes, we move to our southern neighbor, Republic of Greece. From there today we have with us the folk ensemble Ilkelam from Athens, the capital of Greece. Athens was also at the heart of ancient Greece, a powerful civilization and empire. The city is still dominated by 5th century BC landmarks, including the Acropolis, a hilltop citadel topped with ancient buildings like the colonnaded Parthenon Temple. The Acropolis Museum, along with the National Archaeological Museum, preserves sculptures, vases, jewelry, and more from ancient Greece. Athens is now definitely one of the best cities to visit in Greece. It is worth visiting Athens today for both its ancient treasures and its modern delights. Ilkelam is a dancing group established in 1987, which has achieved rich educational and artistic work. Since that date, it has performed more than 500 times in Greece and has participated in 78 international festivals abroad. Let's enjoy their performance. It's really difficult to have an inspiration that comes out from such a bad situation as this of the year 2020. Instead of dancing everywhere, we have danced nowhere. Is this the result of our civilization in a peaceful and tolerant world full of joy and love? Our experience of the year. Budapest, June. No. Strasbourg, August. No. Victoria, September. No. Skopje, September. Yes, in the year 2021. Good luck and courage to all the participants. See you next year.
Ансамбл Македонија. Ансамбл Македонија го поздравува детскиот културен центар Карпош, кој преку едукација ги имплементира уметностите во секојдневниот живот на децата. А воедно го честитаме и 29-тото издание на меѓународниот фестивал Оро без граници, каде преку сценска презентација на традиционалната култура, децата се градат во вистински уметници. Ансамблот Македонија представува репрезент на македонската традиционална култура при Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Единствен во државата од ваков тип, ансамблот работи со кадар професионалци кои се едуцираат низ споменатите институции. Со него раководат врвни професионалци и стручен кадар од областа на традиционална игра, традиционалните инструменти и пеење. Репертоарот на ансамблот Македонија е категоризиран според орските и музичките стилски карактеристики, обработувајќи сценски адаптации од сите играорни подрачја во Македонија: западно, југозападно, јужно, источно и северно играорно подрачје. Орскиот репертоар или традиционалното играње се презентира преку обредната и соборската традиција. Главно обележје на орскиот и музичкиот репертоар се сценско-уметнички сегменти од традиционалната култура, како на македонците, така и на останатите етноси во Македонија. Види, Мило, откуде е ово убавино?
And now we go to Turkey and its capital city, Ankara. Ankara, which lies in central Anatolia, located in the very heart of the historical Anatolia, making up the westernmost protrusion of Asia and the majority of modern-day Turkey. It offers a veritable wealth of historic monuments, testifying to a great number of ethnic groups that over centuries came flooding the territory, also known as Asia Minor. Ankara is Turkey's beating heart, second largest city, and home to the Grand National Assembly of Turkey, the hub of many great civilizations, with a history dating back to the Stone Age. Ankara and its landmarks are still of great importance in the present day. Famous for its great museums, parks, honey, Kalecik Karashi grapes, and many other cultural and historical assets. Ankara welcomes visitors any time of the year. Ankara has a symbolic significance for the secular Turks. It is the place where a new era for the Turkish people started. It is a symbol for independence, development, and Western values. Hacettepe University Children and Youth Folk Dance Group was established in 1996 and currently numbers 200 dancers aged 10 to 20 years old. Its mission is to be a true ambassador of the Turkish culture by popularizing the dance and music traditions from different parts of the country. The ensemble has traveled widely, performing at a number of festivals abroad. Enjoy their performance. Merhaba Kuzey Makedonya. Merhaba Üsküp. Bizler Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu öğrencileriyiz. Oroböz Graniçi çok güzel bir festival. Çok eğlendik. Çok güzel arkadaşlar tanıdık. Üsküp'ü çok sevdik. 2021 Oroböz Graniçi'de görüşmek dileğiyle.
Детскиот културен центар Карпош, Скопје, Република Северна Македонија. Детскиот културен центар Карпош, како културно-образовна институција со долгогодишна традиција, го организира и осмислува слободното време на децата во воспитно-образовна и творечка работа. Како во духот на македонската традиција, така и во следење на новите светски достигнувања во установите од овој тип. Ова е место каде од најрана возраст се градат вредности, смислата за солидарност и хуманост, за другарување, за ширење на пријателства преку слободно мислење и изразување, се рушат границите и се отвараат патиштата за реализирање на безграничните детски соништа. Тоа е храм каде децата можат да ги реализираат своите соништа, а ние им ја подаваме раката да се искачат на скалилата и да го достигнат и остварат својот сон. Тргнувајќи од фактот дека детето треба да ја развива својата личност, да расте во атмосфера на среќа, љубов и разбирање и во иднина во целост ја преземе одговорноста во заедницата, секогаш ќе се раководиме од начелата на Конвенцијата за правата на детето. Нашата намера е вклучување и давање поддршка на децата со посебни потреби, родова сензитивност и безбедна средина, јакнење на ненасилно однесување, развивање свест кај децата за чиста и здрава животна средина преку различни активности. Една држава колку вложува во децата, толку ќе стане побогата во иднина. Само напред и така продолжете, драги наши.
се гледаме здравје до година на јубилејното одбележување на фестивалот за деца Оро без граници. Dečki do